Добро вечер, почитувани гледачи, еве не со емисија кај нас во студиото на телевизија Тиквешија. Малку необично или поретко правиме вакви емисии, меѓутоа принудени сме, совеста не ни дава да помине покрај нас еден настан или да не остане незабележано нешто што се случуваше овие денови, а ние како повод да си земеме, да го поканиме главниот причинител за тоа музичко случување кое овие денови го имавме во една кавадаречка кафеана, промоцијата на новото CD на Ристо Стојанов Амиго, кој е наш вечерашен соговорник, гостин, повод директен да направиме една музичка емисија кај нас, во која ќе проговориме повеќе за творештвото на Амиго, за едно време кое тој го одбележа во општина Кавадарци и во Тиквешијата, во Македонија, па и надвор од Македонија, и воопшто да проговориме за неговото музицирање кое долги години трае и посакувам да трае уште подолго од она што сега е поминато. Добро вечер за Ристо Стојанов Амиго. Добро вечер. Не можев повеќе подолго да најавувам, ако почнем да продолжувам понатаму ќе се удавев. Прво ми е драго што сум гостин на оваа телевизија прекрасна. Второ, ние добро се познаваме. Еден голем поздрав до сите мои пријатели. До сите мои што ме поштуват, што ме сакат со музиката. Иначе јас сум на оваа сцена 55 години без прекид. Ова емисија чекат многу гледачи, многу твои современици, многу млади кои те запознаа овие денови и овие години и сакат да видат што е тоа што Амиго го пее овие 55 години. Меѓутоа, кажи ми сега од оваа дистанца и врати се назад 55 години, погледни низ твојот ретровизор и филм, што ќе видиш? Да ти кажам, многу брзо изгледа времето ми помина, а многу работи ми случија. И тука ми остава една трага убаво, а брзо. За мене многу брзо, иако е 55 години. Јас сега се враќам назад со една песма. Прва која сум ме испејал во мојот живот беше "Стемнино ми се смачило, пелистер магла фатило". А до мене седе најголемиот кавадарчанец Никола Бадев. Ме натера Димо Славев, јер они биле другари. Димо Славев беше голман, бил голман во тоа време, а Бадев добар фудбалер и другари блиски, и Димо Лајковиќ ставаме, јас се сите покојни, му вика, слушај го воа дето на мои сватоштини, некои сватови сме. Кога се случува ова? Ова е тачно, јас имав 7 години, пред да тргнам прво оделење. И како живеам во тие двор? Контакт со Бадев? Ние случајно со син му, со Гиго, влегоме у собата, Коло Бадев, како се за тебе. Ја слушав за него, Параходот за минува, тоа беше една легендарна песма која и нема никој да умре. И таа јас ја пеам кога сум на Собир. И Димо му вика, ова дете да го чуеш. И Ристе, елавам, сеј туе. Го знаеш ли вие човек? Викам, поликот го знам, оти со Чичо другаруе, а другар со Чичко ми. Тоа е Бадев. Името не мога да е Бадев. Седни мали ми вика. Така е, нежен глас. И винар. Винар беше многу од виното пред него, црно. Димо вика си пеал многу. И испеа една песма. Ако фанам акорд. Стемнило ми се смрачило, пелистер магла фатило. Стемнило ми се смрачило. А почнува песмата, пеам. Тај млад глас тој, нежен глас. И он ми вика, и ќе бидеш злато на Кавадарци. Со зборовите. Тие зборови ми да одам напред. И ја викам, фала. Се испадна. Сега што те кажувам, со емоции се ежам. Шпринци одувам дома. И викам на моите лајкови покојни, најже на кој му пееш. На Бадев. И ставив ми опишува кој е Бадев, така натки. И викам, мајко, купуј гитара, јас сега фаќам музиките. Нема шанси. Она не се каже, иш да ја да биде можеш. Навистина. Нема шанси. Што сакаат да те учат?
Тој беше градот земјоделски. Добро. Ние имаме многу земја, тутунари, стариото тиквешна работа. Не, дома кој ти, ако со музиката, ќе ни избегаш, еден си, што ќе правиме после? Така. Знаеш, секој родител наводно и нормално е така. Сака да биде детето покренето. Јас се разочарав. Добро. Испаѓам комшијата, покојни, Лајкови, Ило Касапинов. Комши бе, што си вака наежан, нели? Понашкав да речки. А викам, комши, ова мојата мајка нема се разберим. И викам, гитара, очи ми извади. Јас имам купено, вика, моето дете не е Мераклија. Че ти ја давам, президента да вежбаш. Джипсонка гитара, со ние скинатте. Да. Од Бугарија купил. Така. Ме врати во живот. Викам, не кажу само, че ќе се крши, што ќе правим? Ми ја дава гитарата, старата куќа има в тоги, првата соботка и бунарот и се заклучи. Цела ден. Тип, самук. Ја никогаш не отидов на школа, во се е самуко мој. Од слух. Леле, не помине саат два, срос на врат. Излевај! Кој ти ја дади моја гитара? Мрдемори мајко, не прекој. Оди там, брки си раб. Излевај! Види, бела. Се заврши дејанта, одам, комши не био, ваќа, скршат гитарата. Моја враќа. Мојот дедо, Добро. Лајк, пред 41 година и 2 може умрт, има гусла на 2 жици, црногорските, а чува моште, и врза 2 тела. И у подробот, старата куќа, так, ајш, шо ми иде таа интонација, да прифаќам. Да ударе таа вечерта, а оставам да ударе и малку е накршена. Да расипе да не може да свира. Никако не, а она добар пејач и играорец. Некој рече за музика. Види, бела. Тргнав на школа. Првата гитара и мисля првиот правец Ристо Бандев ми го даде. Еде Лајк за него. Тој имаше овие секциите. Така е. За музика, за Хорско пеење, оркестри. Беше Комплетен музичар. немам зборови за него. Добро. Абе вика, Ристе, ти мора да се учлениш да пееш. Ване Манчев, Лајкот, он контрабас свирише Така е. и гитара али контрабас му беше нему удушта. Ми вика, комши, чидиш ти кај мене, вика, че пееш со мене. Аха. Шо ја тој? Слави на грана. Аха. Че си извикам. Че останиш, вика, поручок тука. Ристо Банта ми вика. Остана. Аха. Че дојдиш кај мене дома. У старата куќа ме носе до Балкан, стар Балкан, или у старата куќа тамо живеа со Коле Бандев, со Фруска, сестра му. Уличката тесна. Е така и со чарда голем куќа да голема убава, нека црници имаа, нека и Ставро гледаше влезат. Влеам унатре, еден шифонјер, скршена гитара. Оваа гитара, вика, беме расположени со опиме на едно место и ја скршиме. А ако си ја направиш, Твоја. да ја свириш. Воа сето скинато. Овако билите маната. И евдеја вака беше скршена. Гитарата собра и спринт дома. Ја отиду на змијата да ме апи. Мама, кој ти ја дади? Сега виче џабе лафиш. Не се враќам, не те ни слушаме и вика. Одам, сега што е дистрибуцијата. Тамо беа коло Михо Стакларот, Лајк, и Чуфот, Тишлери. Кожов се викаше таа фирма. А некои братучеди со тати, коло Михо. Ебе, роđо, ебе, внучи, шо му викам, ваки, гитар тат ме прати. Остави ќе направам. Ама вики, че идиш со мене, ти ќе свириш, ја ќе пеам. Беше много добар песна. Музичар беше. Прекрасен глас, бац. Одличен. Прак, оди коло студинот и Чиро Прикажа ми за Мицајков. кавалец. Фантазија. Фантазија. А на Мицел гитарата направил спи. 3-4 дена и ми се јавува, вика, дојди земја. Сега жици не може да купне. Ој си дома, а говориш за жици, тоа тепат. О ми вика, ја ќе купам жици. И не ми стои ми. Месец дена, по цела ден без прекид. Свирам. Што почна да свириш на почетокот? Јас на почетокот, а свирев и која песма ми остави најубав печаток и со неја победи. 18 жолти ружи од Мики Евремовиќ. Поведете.
došao u svijet. Oh, kćeri moja mila, ni lik ne pamtim tvoj, a evo, otac vratio se tvoj. Kuća je puna veselog svijeta i tvoja majka sa njim je tu. Ja samo tebe želim da vidim, ali ne mogu jer ću sresti nju. Znam da drugog oce zoveš me, al ne znaš još koliko boli ta riječ. I buket žutih ruža kada nas primiš ti, neće znati da tvoj je otac bi. Neće znati da tvoj je otac bi. На српско-хрватски ли се пеат сите песни? Имаш ли македонски песни тоа време? Само Сариевски и Бадев имаа сила и Васка Илиева. После се појави Виолета Томовска. Добро. После се појави еден Кирил Манчевски, еден прекрасен пеач кој умре, мислам таму у Будва, умре на еден концерт пред да го издава, му се слоши и од инфаркт умре. Јер јас од него испеав една песма, он и јас у Македонија, никој таа песма не ја сними и не ја испеа. Кога си тргнав туѓина. Кога си тргнав туѓина, да фино липе, да фино крај вашите порти помина мој галабе. Многу добро се вклопуваш, правиш илустрации, не подсетуваш кратко, застануваш точно кога треба. Знаеш ли дека освен што можеш да репродуцираш и да пееш туѓи песни, дека можеш и ти сам да компонираш? Те повлече ли нешто, дај да проба Ристо Амиго сам да компонира? Да, имам едно 4-5 песми, што се мој. Првата песма што имам напишано, таа е у времето кога беше најактуелен Магнифико. Така? Имав една учителка или професорка, сега се професори, тој ме учители, ми беше и комшивка, да го кажам името, јер таа вреде да кажеш, тоа беше Миска Ѓорѓиева. Така? Она беше еден оперски пеач и едина која што имаше шанса да му испее на титул тоа време у резиденците како македонец. И многу ја почитувам. Иначе сега у Холандија и ако случајно Господ има пренос, а поздравувам. Ќе ја ставиме емисијата на YouTube и може поздравувам Миска Ѓорѓиева, таму има она черки, мажот и Симон се викаше, јер е починат Лајчи Мотуриме. Со Магнифико имав шанса, јер сме комшии, испаднав на улицата, Магнифико серенада прави. Така? И јас тоа ми, мојот лаик покојни Бандев и оно групата со Магнифико, кога ме види ми вика, ти си за со нас. Така? Вие зборови негои. Кога се случи ова, Ристо? Па воја јас имав сигурно трето одделење, дали сум бил. Добро. Значи, 14 години сум бил јас. Така? Тој беше Магнифико смртоносен. Не само во Македонија и Југославија, туку и надвор. За нив јас сум слушал. Во Мексико му се нива. Јас сум слушал у Шпанија. Така? У Мексико. Јер они изговараа многу точно. Нинта песма зборот не штрче,
Нема шанса, он ќе го каже, на шпански болje испеано од шпанците. Да. Од мексиканците. Он има беше добиено не награди, него тоа е од Господ, од дарба. Така. Невенка, Добро. како пеач мексикански, на Панче жената, после жена му стана. Ја немам коментар за неја. Прекрасен глас. Едина жена која личеше на мексиканските жени, малку очите ги беа позатворени, таков глас. Јас се трудам да уловам нешто од ни. Добро. Ај сега врати се на таа прва мисла. Почна речи тогаш да пееш и да компонираш Да. мексикански. Што е тоа што го компонираш? Песмата компонирав, обично јас, моите песни сите ги пеам за срце, Така. за душа, знаеш. За љубов? Ете, Да. обавезно, тука ми лежете тие стили, инстинкт некој, јас наеднаш можам да направам песмата. Не ти треба време некој. Не под ноти или ситуација. Јас, кога научив да по некои дурви, например, едур, гедур и така натаки, јас прво гледав од кај можам да пеам. Ја пеам многу високо. Ја пеам од F. Така. Моите песми, че ова едур ми е за мексиканскиот дел прекрасен. Добро. Првата песма што ја направи и имав шанса да испеам со Магнифико, Така. тоа беше Врати моју среќу. Jer тогаш во тоа време на македонски и не можеш да направиш мексикански. Jer ние имаме некој друг акцент, Така е. ние одговараме на бугарите да му испееме, jer они нас не купуваат, они не можат, па они нас да не испеат. Jer јас имам и таму одено и некои песми од тука нашите што ги напишале, и тоа ќе го кажам после. Добро. Ја немам зборови, малку можам само Како гора, не? Поведе. за да можам да викнам фино. Песмата ми даде така една ситуација кога професорот влезе у куќата со Магнифико, ми се роди нешто и почнав. Sa tugom u srcu tvome, noćima lutam i čekam zoru, dok oči tvoje krij bolni suze, ne šalji zbogom, pošla si ti. U mome oku pusto, jedina nada bila si, znaj. Ali jednog dana bez reči i suze pošla si ti. Od tada sam po svetu luda i tvoju ljubav koju joj jedino znam. Vrati moju sreću, vrati moje snove, dođi kao nekad, jer te moje srce zove. Зошто те знаеме и многу сакаме кога си со нас во друштво да ја пееш Била си ту. Дали е тоа заштитен знак или твој жик на песна што најмногу успеала да остави впечаток кај твојата публика? Била си ту, таа е негде 66-67 година, бев на одмор у Плитвице. Добро. Плитвичите езера, ама беме како феријалци, да не ги набројувам сега таму, и Перо Бојков, Ацо Лавот, Видиков, двајца ми се починати од групата. Тамо, кога отидоме од Кавадарци, мислам дека ни беме првите македонци стапнати таму, преку Загреб. У Слуњ, тоа ми остана печаток, Ило Зафиров Бебо, војска. Добро. Случајно ни слеаме од автобусот да пиеме некој сокол, он пред нас. Шо тука бе туа чавка, вика, нема да виделам. Викам, че одиме на одмор. Вика, ја ќе одам на отсуство у Кавадарци. Се поздравиме, заминаме, а јас од тука, jer армијата беше. Така е. Шатор зедов за 70 души од тие војничките. Еден чилеџија имаме војно лице од Приштина, Ајдар го вика. И вика, морта да еден шатор да земи, чујме ваму, спиме земите назем. Да. Кај чуеш? Како од таму знаеш колку пари е тоа? Мајте прати бе набеје чалнечи. Тате го продади магаевто. За да го
3,5 милиона ми даде за да идам јас на одмор. А туто не имаме 2,5 декара. Жива истина. 66 година. 66 година. Друго шаре нема за заминување на одмор. Или дома не си идем или пари. Јасно. Нели, деца стално се контраудари, мораш да го тоа не го име. Така. Ми дади пари, магајца си отиди курбан, замина ја. Тоа е да мора тоа да се пише баци, че нема шанса, тоа што ми се деси. Влевам тамо, управник Владо. Името Владо му беше. О, од кај си, Македонија. Македонија, како Македонија? Првата соба, вика, лево. Не смести у соба, ни шатор влечиме, се сокидаме. И цорипата, покојни, на Блажо Ристевски, братот, најмалиот, му купиме томахавка секирше, треба е много снажен, за да може шатор да го носи. И 1200 народ до доме, да не носиме ни да не се прекашуваме, он, абе што да ти кажа, стена беше, не големча. Што ќе управим сега да вие шатор? Он вика, турите го у карантината у кујната, кој ќе дојде си го земите. Чиро Ахил, професор покојни, Лајчи го туриме, Чиро Павин, беше еден прекрасен човек. Стано имаше срце. Добро. И он свиреше со гитара. Викам, че сам помени нема гајле. Вечерта, знаеш која сака, има некоја Божја сила, те сака. Вечерта на управникот му пеа. Серенада. И тоа му пеам. Запјеве писмо, рибару стари, jer to je pisma o moru. Не ми даде ни да допеам, ми отвара джама. Уđi унутре. Ми ме рекли, наша крвна група, кај го знаем. Македонац. Ти од данас нема у мензи да идеш, на српски ми лафе, никако у мензата да бидеш дежурен. Најубавиот оброк ќе биде за вашата група, али мора да певаш навече. Абе, нема гајле, викам, ни за тоа сме дојдени, нај. Абе, шо да правам? Имаше инки, немаше микрофонот и инката, сите тие наместени. И кажуе, од вечер, група од Македонија, Шифтар, ме крсти Шифтар. Така. Шифтар. Ристо Шифтар. Така. И јас секоја вечер. 8 сатот, многу народ, многу жестила, многу млади. Има многу слики, ајде да не ги носам сега, да не претовараме со сликите. И часот лепа, до 12. Без прекин. Одмори се за сутра. Абе, какво одмарање, мој? Ние сме дојдени, ако сме 10 дена, 20. И ноќта ден да е. Ако срцето ми се успие, тој ги заспивам јас, најде, да, стила да. Четврта ден, иди и ми вика, баш у кујната беме Ацо Лавот, ја и Перо Бојков. Перо Бојков беше еден сликар, уметник, боже мој. Он ме прослави како уметник таму. Архитектот Перо Бојков. На Ана. Да. Они тој со Ана беа у контакт. Он за друга жена не че да смисле да чуе. Јас ќе мора, ај вие куварките, сите со мене. Не. Блокче број 2 и број 3, да ги беа поброени. Му купувам јас таму од продавница, му викам, ти ќе кажам која ќе на црчи, ќе ми даеш мене блокчињата. Да ја влезам како уметник сега таму. Око ќе направи, ќе насликам, са купиќе, абе не змори. Ќе ми на бинце и јас, блокчета, гитарата, нармо, така коса тој се носеше. Мустачиња и фармирки. Првот фармирки, тој ситу фармирки рекоме човек. Јас капи новата и фармирите. Джински, мински, како се викаат, има да име. Она ме да женска, ваце сон. Вака она наслика. Што дал мене Господ, цуро. Вика, много лепо изаш. Кратниот лист. И се подпишувам. Ристе на латиница. На латиница, не амигото, амиго не ме вика. И почнаа да идат по мене. Влегува на друга ситуација, друга линија да за мене. Види, Белаш, што ми требеше, викам сега. Перове много отиду далеко ја. Ти го зе лепата, дај му викам лепо. Нема гајле, нема гајле. Он си роман само. Он и Ристо Петко Цоцот, у полицијата, само читаа, оти тој Ристо полагаше, или у Кумаровици имаше за полицајци школа тамо, за политичари ствари. Не може ги извадам од собата. Че го натерам, че да црта нешто и пат се вдене унатре. Имаше да е хотел, рецепцион. Чува дека има група убава што пее, почнаа тамо да не викат. Почнаа има лево да го вадим.
не плаќаа по некој динар. Што почнавте да пеете? Што најмногу? Мексиканскиот дел беше најпопуларен и јас вие далматинските. Која мексиканска песна од тоа време би ја отсвирал сега? Све због тебе, драга мајко, ноќас нисам куќи дошао, све због оне твоје речи, цијелу ноќ сам љути лутао. Ти бих тела, драга мајко, ти бих тела да се женим ја, а ја многу више волим, више волим да сам момак ја. Iće već, daj još jedna, vike, idi, još jedna. Tienes tu novia, tienes cielito, lindo es mi pasione, e la musica roba, cielito lindo, mi corazione. Tienes tu novia, tienes cielito, lindo es mi pasione, e la musica roba, cielito lindo, mi corazione. Ay, 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 ay. Canta in onore, porque cantando se alegra, cielito lindo, mi corazione. I najubavno беше на шефот кој ќе тоа. Y un las moreno, es Guadalupe, el amore moreno, cielito lindo, mi corazione. Ay, 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 ay. Toro bonito, cielito lindo, mi corazón. Била си ту, ја пеевте ли тоа време? Да, била си ту. Четврта ден ми вика, че има такмичени. Добро. Спрема си песма и утре си на сцена. Имаше на подиум, имаше групата Симелорси од Врбас. Прв пат со Мишо Ковач се сретнав. Таму он още не беше оформен како пеач. Jer он 72 година, а испеа најубавата песма бар за мене на твоји руци прстен. Така е. Проплакаче ночи. Така е. Со клапата таму коси. Шивенска. Ала на дага коса. Слаб. На кожневи дијагани. Ама бркови имаше. Он како Ринго Стар. Така личеше од Битлсте. Jer сет беше затворен, сет и брковите и бекамбарди до тука. Една коса маната. Прв пат Мишо Ковач. И јас у дискусија, и ноќта, седам, баш Ристо Цоцо, живе, муата ми брче за ваа песма, за Била си ту. И цела ноќ ја вежбам. И почно, од кај ме најубаво да пеам, jer она е од мол. Добро. Јас од мол многу ретко пеам песма, чиките и она сам мис. И почно. Тоа е петта ден. Želim da sam bio s tobom, da sam bio samo ja. Volim tvoje plave oči, volim ljubav i to. Al kad jednom budeš sama, dođi k meni ti, zavoli mene tada. Zavoli me ljubavi, bila si tu u srcu mome. Ja znam za sve, znam za istinu tu.
момент, ја знам за све, знам за истиното. Желим да сам био с тобом, да сам био само ја. Волим твоje сладке речи, волим љубави твој, ал кад едном будеш сама, доđi k meni ti, zavoli me tada, zavoli me ljubavi. Bila si tu u srcu mome, ja znam za sve, znam za istinu tu. Почитувани, ја следите емисијата Кај нас, а кај нас денеска вечерва е Ристо Стојанов Амиго. Прославен, прочуен музичар од Кавадарци кој остава белег на музичкото небо во Македонија, посебно со неговите живи свирки, со неговото големо срце кое во музиката го дава исцело. И така ја компонира оваа песна Била си ту. Како влезе Ристо Стојанов во Вис Младост? Како се случува да влезеш во таа комбинација и да станеш вокален солист? Прво, ние беме како младост се формиравме во школото Страшо Пинчев. Така? Ама мексикански. Јер имам и слика на Фейсбук сега поставено од целиот младост. Ние имавме акустични гитари и почнаме со сомбрера, со мексикански дел. Добре. За да почнеме да бидеме добри, ние моравме да се зачлениме во домот на културата. Jer on беше тоги овластен за Македонија од Кавадарци, кој може да гостува настрана. Илија Каров, Добре. со барање на тоги беше Амкарот директор, Сапунџиев, Никола Сапунџиев, jer и Гока Черкомот беше многу добар пејач. Она имаше една франска композиција од Адамо. И јас си се дивев. Можеше многу добро француски, jer францускиот дел и рускиот беа кај нас застапени. Ние англискиот јазик тоги не го познаваме многу, jer не беше популарен кај нас. Југославија во тоа време можеби англискиот не го поштоеше повеќе од францускиот. Они се до сега кажани како пријатели, нели? Французите се најпријатели на јужниот дел на нас. Тоа е било одамна. Јас тука се јавив, а пред да дојдам тука, директорот ме вика у канцеларијата. Баш и добро ме подсети, вика Ристе барат у војската, у официрски. Сегашен младински дом. Младински дом, да. Сега е музеј. Сега е музеј запуштен дел има еден голем. Одам таму, дали беше полковник, дали беше не знам, висок чин, голем човек. Ти ли си Ристе Стојанов? Јас. Од Стражок Пенџер, од Стражок Пенџер. А вие ќе дојдете утре на аудиција, бираме човек кој ќе го представува гарнизонот на Кавадарци, на војската, на ниво на Југославија. Тоа ги беа гарнизони, Битола, Скопје, Штип, а ќе се одржува во Штип. Добро. У времето на Диме Поповски, Љупка Димитровска, Сашка Гесковска, која, ако е лајки имали, ми беше најдобар другар. Jer заедно почнаме со неја. Сашка Петковска. Ќе ти кажам и како. Утрето одам ја, се вратив назад, му викам директоре, вие ме барат за пење. Знаеш ли? Да. Од некој вика си предложи. Одам таму утрето, Влаишто Ташев Динарот, Добро. што ми беше у групата, сестра една миска Лета Георгиева и Драгица Шишкова. Да. И она, беше добро, беше добро изгледа. И на Никола Сапунџиев Гока, черката негова со таа француската шансона од Адамо. После имав прилика да се видам у Белгија, куќа у куќа, оно таа не од вас живееме, 69-та година. Тоа не е битно. Прв испеа ја. А пеам 18 жолти ружи од Мики Јевремовиќ. Таа што ја испеа прилика? Тргни си ми дувачки оркестар, со труби, со саксофони и тапани, ништо, ни гитара, ништо друго. Тргни се настави, викаме. Ама сум ја испеал ваце од ракав. Виолета, Блаже, Драгица и од Димката или Габрат, още едно имаше, не знам кој. Ви викам, може утре да дојде.
ќе го обавестим. Мене ме остави да седам тука. Вика, мали, ти че не представуваш нас. Се поздрави ми јаш прид, ода ми му викам, лајкот, ој, Ристо Бандев. Вие ми избра, ја да пеам. Ја те предложи. Ме здрави. Како ја те предложи? Ма кажа кој може да испее. Фала Даскале. Лели Даскале, учители Даскале. Да. Викам, многу ме задужи. Ще знаеш, зборот сум му го кажал. Си замина. Што отпеа таму во Штип? Со оваа песма. Со оваа песма. Со најжолти ружи. И една песма зеде. Мени не треба нико, љубав не тражи друго, кад ме не воли она, коју ја не дожели, нек ме уништи зора, нек ме усмрте јутра, нек ме уништи зора, нек ме не стане сутра. Ај, исто од Мики Евремовиќ. И одиме со еден времеплов, многу ни е мало времето, рече ти еден месец, може да зборуваме да... Јас ако кажувам што ми се дешава еден месец, ти треба да не испаднемо тука и да не изнесат. Што пееше со младост? Кои беа најпопуларни песни, да кажеш, и една илустрација од... Првата група што се формира на чело со мене се анонимите. Добро. Да не се лажат тука вадарци. Јас сум дете на младост. Анонимите ги формирав. Така е. Со Љупчо Малинков, со Љупчо Каров, Точо Дреарот, Лајк за Лајсто бубњер беше у Фенишо почина, и Перето у Скопје бас гитара свириш. И Ристо Амиго пеач. И јас тоги успеав, jer ни купија многу убава опрема од Партизан. Со Перо Пура, покојни. Да. Ајде, за никој покојни ќе кажам. Многу ме ценеше што ме се каже. И ни овозможи у малата сала, сега што е магазинот на Партизан, да даваме матине така за младите од 5 до 7. Јас тука се формирав со една моја линија која што и успеав. Прво пеев Сузе ли у плаве очи од Ивица Шерфези, која прославена песна. Да. Сузе ли у плаве очи, плаве очи невjerне, jer si rekla da me ljubiš, ali laž je bilo sve. Ljubim tebe cijelim bićem, mada srce moje zna da su lažne plave oči koje tako volim ja. Ова ли музика најмногу ја сакаакава? Тоа беше Дарченикава, тангото. Дарченките. Тангото, после испадна рокот па твистот. Аха. Дај од твистот нешто да чуеме, што би можел да ни илустрираш. Aderleja sniva, Aderleja sniva, noć je sve ukriva, Aderleja sniva. Ja volim jednu ženu, ja volim jednu ženu, najlepšu od svih, plave oči ima i ludujem zbog njih, sva blaga ovom svijetu, dao bi joj sve, samo da je imam i te oči dve. Sutra ću ti doći, Anđelina, da ti moje srce dam. Sutra ću ti doći, Anđelina, ljubit ću te svaki dan. Sutra ću ti doći, Anđelina, ljubit ću te svaki dan. Marina, 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 zar
песма беше најпопуларна у тоа време. Сега малку го илустрираме и животот тоа време. Да. Почнува матинето, завршува и потоа има ноќна игранка. До колку часот беше се завршено во Кавадарци, беше штант? Да ти кажам, од 5 до 7 беа млајти. Така. Се знаеш, до 16 години тамо, која беше линијата, после 19 часот, до 12, до 24, стариот. Повозрастните, оние што се... Ја што имат, што можат. Да. Јер тој ги имаше еден, може би, поубав систем. Се знае, дете до 16 години у кафана нема шанси. Шанса не постоеш да влезе. А не да седе да пие и... Да лупува. Нема шанса, каки алкохол, каки цигари да го видат. Боже мој, јас пушев цигари. Мојот татко, од чувство што има за татко му негов, не ме бранеше мене, део ти гледа. Замисли, неговот татко гледал те, јас сум пушил внук. Гледаш колку имало достоинство, па едно поштовање. Почитување, да, така е. Део ти гледа. Абе ти ме гледаш од дето, део ти гледа. Значи и покрај тој, да не речем слободен живот, имаше дисциплина во однесувањето и во кафана, и во јавниот живот, и во фамилија. Да ти кажам, се беше, мислам дека беше подредено. Сега да не влејаме лели у политика. Да, не влегуваме. Еве гледам и сега се прават задруги. Па задругите они да си пасија па и прави. Па не имаме задруги. Али тоа е на политичарите работа. Ристе, завршуваше игранката. Игранката 24 часот. И после Ние кај 24 часот јас имав у тетрадка евиденција водев кои двајца ќе бидат жртва да утре се бајле на серенада. Без прекид нема дома. Значи тоа е времето на серенадите. Јас сум пеал на умрети жени. Мене ми се деси уватша жента умрела, а облечуват јас и пеам и рецитирам за срце. Кое срце бе ѓубре она умрета ти срце рецитираш. Една смоквана ти скани. Беме едно сигурно 7-8 души. Да не ги брам се Ѓоко Борајле, Петко Трајко. Колку серенади имаш зад тебе? Грубо, не се брои. Не се брои, тоа е. Ако речем 100-200, тоа е промашно. 100-200 е... Ја не да скитирам. Значи, имам сигурно 20 серенади. Најмалку, тоа е малку. 20 тоа е малку. Не постои у Македонија сигурно 70% што не се влегуло куќе да испеа. Па за Кавадарци не да зборим. Една од песните која многу ја посакуваат, едно време ја пееше во Радио Кавадарци, направи добри емисии во Радио и телевизија Кавадарци, е она во која Голубица бела. Да, таа ја беше пееше многу популарна. Но те молам ако може таа да ја освири. Што чукни полноќ на блискиот плоштад и ноќта расшири крила, тогај со песма ти ида, да те разбудам, јас мила. Стани голубице бела, послушаш ли мојот глас? Тој иде да го разбуди твоето срце, па знам. Излези мила на твојот прозор, луната злато кај точи, излези жеден да пијам љубов од твоите очи. Стани голубице бела, послушаш ли мојот глас? Тој иде да го разбуди твоето срце, пак знај. Оваа песма, Да? ја испеев и треба да се одам дома. Имав една комшика, ма жена во Скопје сега, една симпатична особа, 2, 3, 4 саат, не е битно колку, она ми беше аманет. Ќе застанам, ќе почнам да пеам песмата, на влезот кај мене, ќе го отворе пердето, ќе ми направи и ќе одам цилека. Тоа ми беше најголемата храна. Мирен сон. Абе, што збориш? Успаванка. И убави, и лоши, и Се и се. неочекувани сцени. Што би издвоил да ни кажеш во оваа прилика, од убавото и од лошото? Па да ти кажам, Така, во кратки црти, за да Во можеме кратки. да поминеме на следното прашање. одев у Гевјелија на серенада со дочна камион, 13 души. И Благој Николов, глумецот, Бахус, и него го се учат. Доди Мирка пија, едва и собраме пари. 30 кила гориво и 6 кила Најбитно е улје. горивото да
Ние немаме пари, не се обраме. Се расипа камионот. Од Емирка бија назад се вртиме. 3 дена го направиме, па оди дома ги вгеле. Баба Љубави Странчинов беше таа девојка. Такво нешто само ја може да живеа. Една тврđава зид, татко е бил полицаец, кој знаел. Така? Ја му кажам, ја се префрлам од зидот, најмал. И читам че пеа, кој ќе ни отворат, и ќе ми отворам портата. Ана бе јас му отвори порта, сице натискаме отворот, дали тие старите порти со штракатајка озград, да, и клуњо турен. Така. И еден бршлен и јас. Тој ја пеев Чикита, тоги, Поведа. прв пат. О Чикита, дивна песма мајске ночи, кад смо били у самочи. О Чикита моја, нико ми не треба, мој живот е све, а јас сам, само мислим на тебе. Ова го изговара. И се издуват на човек секира. О, мајко. Балтија, они Балтија викат, прв пат тој чу, жена Балтијат. Слушај, беѓање, ај, и сега порција за кучиме. Тие што можеме да рипнем преку сицизма. Блажо, не може да рипне, го завлече и зидот го ема го. Сега се кршиме, сега смици. И ној се повртени, ово сега здробен, некој нема. Лисице, престроиме старата автобуска на споменикот Кишево Кевгелие, број 1 фале. И ево оно таму, сега се здробил, сега се слупил, пред конјки со кино. Ристо Петков е по потекло од Конско. Татко му Лазо се викаше. Директор на Огрев на Вишешница, директор беше. Многу години. Ја ќе ви водам вика ки една парчета, Шаренкова, Митра. Лепот цевац. И стара мома со мажи. Такво нешто прекрасно, ја не сум видел. И таму ја пеев. Во една мирислива вечер ја сретнав си убаво девојче. Во една мирислива вечер ја сретнав си убаво девојче. Со насмех на лице и придов ја прашав за нејното име. Со насмех на лице и придов ја прашав за нејното име. Ја прашав за нејното име, ми рече се викам Мајана. Ова песма прв пат чув од Ико Гранде. Морам да го спомнам. Покојниот Од Ико Лајк. И ме комшија на гробот, таму на гробишта, па ќе биме заедно. Гроб до гроб сме. И стално викам комши, јас ќе бидам до тебе да немаш маки. И комши се викаме за сир музејот точно. Здраво комши. И сите се вртат. Кај ти комшија вие од таа риска од вас? Ти на 7 рон. Ти на смртта гледаш ведро. Гледам, морам да таму со пасо музичар, ти ќе изгорам жив. Јас му викам, Господе, кога сака земе, само да ме туриш на рампот да гледам кој влева, кој изгледа. Да не ме отучиш неге. И ја гледам неге. И сам се смешкам, викам, кај одам далеко таму. Твојот дух добро да го имат многу Па да, луѓе знаеш, кои не морам. Сакам да ја отсвириш цела ова и со рецитација да ни го кажеш тој Едно срце. Едно срце. Ова е песма гениална, легендарна. Само кратки црти ќе ти кажам, оти Може. Панџеска ме праша за Вис младост, анонимите виќе ги завршиме. Се го формирам Вис младост со Блајшто Динарот, Илија Вешков, Златко Чејков, Лајк покојни, Перо Грков, бубњар. Добро. Првата гитаријада се одржува 95 година у Прилеп. Ние си имаме само една гитара. Еден добуш кој остана тука у домата култура. Изотопиот Велес. Скромниот бител со лепотиста моја покојна Сашка. Сашка Петковска. Љупка Димитровска. Мил Стонес од Гевгелија. Јанко Узунов и Ѓоко Дончев од Валандово.
од Струмица имаше едни златни струни. Да не ги брам сега, од Скопје, од Изотопи, од Велес има една опрема прекрасна. Не бе много За тоа време джам. Тоа време морам да го спомнам Мурџев, тотката, би беше и професор таму и тука он ми направи едно појачало со 3 ламби, го крстиме Хифи, нели тоа ги баше Хифи. Hi-Fi. Hi-Fi, Хиф. Ако ти падне ламбата, нема појачало. Крај. Оти нема отвориме кутија, ламбици гледа. И За да се лава. Димовски Борч, беше Борч Борч, Димовски, да, лајки колега. за него, 20 го составува, баш улаа просторија. И ми вика, дојди земји, а ние вебраме, секај што е РТК. Така е. У таа просторија. Оти доме, баце, тоа појачал се околу со коферче. Шо, ба, кој ми доби, викам, ќе има вријење. 11 октомври у Прилеп. Салата, така, виче, летото заминува, ама многу топло. Топло беше. Мажете, дечките, тука нагоре голи. Човек до човек. На здрепката ми паѓа мене прв. Со Манде, Манде, мама сем папас. Таа беше добра песна. Манде, Манде. Бара, Манде, Манде. Блајшо Динаров, сите пееме четворицата на неја. Ама таа не беше извежбана ден и ноќе ја пеем по сернајд. Англискиот јазик не го паземе тој, јер ни може не изговараме убаво. Али мелодичната линија, аранжманот во малиот прст. Морам пак, Ристо Бандев, лајк, не спреми со армониката, премините, тоа не има многу тешки премини. Така е. И усовршиме. Од 0 до 10. Што збориш? Па испадна јас кога викна. Тоа, јер ни не беме наситени на инструменти. Една гитара, пета јас ем на стиката, сите поедаш да издржи вици испод. Нема крај. Се уклучиме тука. Јас таков аплауз. Едно прекрасно нешто. Бинта, китки, митки, седе на ма. Наградата се доделуваше у Дервен. Тамо. Добре. Васо Ангелов беше у жири комисијата од Кавалиски како представник, Љупка Димитровски и Илија Џаџев. Познатиот на хавајските Хаваист инструменти. не видено, сигурно имаше до 30.000 концерти дадено така спонзорство за пријатели. И он е легенда на Гевгелија, јас имам прилика многу пати со него да се оживам. Прекрасен, еден, он беше и професор. Али умре со точка кола не купи, разделеш да возе. Точка до Вардар и назад, до Мотол. Ништо друго немаше. Втората гитаријада. Јер таму се одржави и се сликаме, имам слики со неја. Добро. Ми дадоа у Дервен 10 кила цигари Југославија, Тоа беше подарокот, как се вика. подарокот 10 кила, едно знаме, која е тука остана у Домот на културата, и 6 милиона. Така беа милиони. Во наши пари колку од тоа време? Па сега ти кажа, Цирка. едно половина година еден работник плата да зима. Убаво пари. Добро сума. Ние оти сиромаси, знаеш, државни за пари, ти поделуваме, али мора, тука у Домот на културата се водеше евиденција, тој беше Панчо Поцев. Да, во Радио Кавадац, да. Он Радио Кавадац беше и он водеше колку пари се внесуват тука. И сега да не кажувам други кои беа, не е битно, нели? Одиме со музиката, Со тоа музика. не е дел. Ранга. Поделиме по некој динар, ми дојде многу убаво. И или кара вика, од сте добри, и сте популарни, ќе ви овозможам да давате игранка у просторот тука, летниот период. Летната бавча. Летната бавча. Знаеш колку народ се збираш? Ние виче се оформиме, знаеме кај сме. Наредната година се одржува гитаријада у Гевгелија. Така? И веќе у топ форма се опремиме. Јас се поврза со Бизбес од Скопје, со Коце, со Ламбе, со Чивчи, со Пегин, со знаете ги броам, Чемков, Мемков. Со Ламбе имав добри односи. Мо купи гитарата на Ламбе за Иловешката. 1.200.000 купи. Фанаме многу пари од игранките, ајде време свиреме. У пролет му отиду на гитарија, на има матине. У свира, му викам, остава гитарата. Колку пари? 1.200.000. И тоа многу апендис. Сварно прекрасна гитара. Остави, ама так му набрава пари. Пушката наравно, шпринц, тука си доме. Радости што да ти кажа. Кога ти дома Гевгелија. Тука победи Сашка Петковска прво место, ја второ. Тамо и победи сите баци јас. 3 пати ја повтори песмата и дојде Илија Џаџев. И вика ваке, бела гитара, нова електрична. Ова ти ја заслужуваш. Со вие зборов. И ми ја дава. Јас го видам, радосен, електрична гитара. Не помина 10 минути, Блажо Динаров. Мене ја палник да.
162 милиона ни дадоа, а вртиме назад гитарата. 162 2 милиона, милиони беа тој. Па ето ракте, тебе мене, и 3 дена да спијам јас у хотелот у Гевгелија, и прва награда Азија. Јас, тој ги се упознав со моите покојна жена Лајк, почнав тамо отида се нади хотелот Богодадниот друг без пред да спие. И кога почнав со жената да одам, се упознаме, почнав да свирам по кафаните. Така? Со младост. Коломарката, фудбалерот, имаше млечен ресторант горе. Таму беме незаменлив. Бриони бев незаменлив. 69 година се запосли јас у Балкан, и прво тука работев. Тука котелот го палев казано, 6 месеци не работидев тука. Во домото култура. У домот на културата. После у Балкан ме зеа. Отидов у Германија. У Германија постигнав некои успеси прекрасни со музиката, грчки кафани, вамо, намо. Се обезбедував. Избегав у Белгија отидов. Во кратки црти отидов, многу да кажувам. Тамо кога отидов, тамо, 29 новембар беше денот на државата, празник. Јас со една група од Чачак, пред 2500 човека, мене треба да испијам тамо. Тие беше доктор, па потекло далматинец Чарапан го вика. Љубиша Чарапан. Рибар плити, многу аз сакаше од тамо. После ме запости на работа у Белгија. Требаше да оформам група и пак да не се враќам мојата мајка Лајк. Од тамо ме донесе тука и ми го зеа пашапортот да не идам да се вратам у Белгија. Преку нејни внук од полицијата. Да, веќе не е зове. Веќе дали да ти кажам колку и мачни работи, а сум ги издржал. Може ли сега да ја чуеме ова песна? Едно срце. Да. Това е песма на живот. Едно срце јас имам, тебе ти го дарувам. Дар за тебе ке биде, да остане со мене. Сега ти ме остави, сам на светот да видам. Друга јас не ке сакам, подобро да загинам. Зар да се заборави, зарем ти не ке плачеш? Нема ни да помислиш што ќе стане со нас. Срцето ми плаче за тебе, знај. Мислиш ли да заслужив за ваков крај? Девојко, зашто љубовта нарекле љубов? Зошто не ја нарекле бол? Да љубиш, тоа значи само да се отемаш. Среќен беш што заљубив девојка, која ще ги носи моите очи. Ако љубиш, биди верна, а не лицемерна. Тешко е да љубиш, а да не бидеш сакан. Зар да се заборави, зарем ти не ке плаче? Нема ни да помислиш што ке стане со нас. Срцето ми плаче за тебе, знај. Мислиш ли да заслужив за ваков крај? Почитувани, ја следите емисијата кај нас, кон крајот сме ристина оваа емисија, со оглед на тоа што многу има, а не можеме се да сместиме. Ајде сега последната декада, да не речем малку да ја разглобиме. Твојата музика помина генетски кај твојот син. Да, кај Влаче. Влаче, првата свирка, првата песма на Влаче, првата музика му беше у вашите 5 минути. Усител. Ја го стоев усител, требаше јас да пеам. Мене не ми се дозволи, Вучич, добар пријател, ми вика, ти со дедо ми пееш и вика, кај ќе пееш? Мо отстрани. Море, не, ти оттам. Вика, тој исто пее синот. И синота пее Ангела, со Ангела почна. Така. Првата емисија водеше он, ни првата емисија победиме, преко у финале. Он замина за Германија.
Не, првата емисија една особа сега у македонската телевизија за козметика, таа е, да не знам како се вика. Втората он. Вик ти оси тук. Го викам, победимо у финале сме, леле сега, у финалите ќе работи. Вик слушате ти кажа. Отворени карти. Мора да победи, вик тоа не може. Така сме вика ситуации, да не ти нели сега, да не ти објаснувам. Викам нели така јас не се лутам, викам. Да. За нас беше ни да учествуваме, нека сме добри. Така. Јас испаѓам у холот, Джинго, дето него, сите работници, концерт уживо, пол сат, со гитарата. Бојан Костовски, еден снимател е тамо, добар мој пријател, ми вика, слушај, вика, Аристе, сега ќе идеме, вика, у Идадија. Идадија само што му авртија на луѓето, кафанта, лели? Така е, да, легендарна Идадија. 20 брачи. Да. Сега и тие лајки има починате професор по физкултура. Одиме Владчето, Бојан Костовски, ние кажа процедурата, Владчето испеа зашто си косе побелеле. Друже, од Мухарамир, таа беше најомилена песма, јас со Мухарамир многу близо. И заедно бе... Има ли некој што тебе не ти е близо? Нема шанс. Нема шанс. Продолжи со И Владко да одиме завршиме. таму, човекот болен за мексикански. Вие, што е професор, тај што му дадо, почна ја да свирам и он, кестења, ги тури на прст и зачука. Се качи на маста, газата. И му вика, а баш беше избор од Фаик, Амди Байрам, Фаик, Мај Геј ги бира, баш избори имаше некој скоро. Му вика, затвори врата, изборите не важат за оваа кафанта. Така се наредува. Јас од сосок и ги издржа ритм. Се расположија безкрај. Дури му се сложи на една од тие двајцата. Викам, значи што правим? Мораме вие да го оставиме усител, ние си овим дома. Че биде, а 3 сат на најди, ноќта. Јас имам Шкода тој. Шкодата, паркирање, на Боја му викам, ево го сител, ево искажите. Ако мој се кажеш го, ако не, пресми и тука, поскочи и да си свеш. И го оставиме, не знам што стана сварим. После ми се јавува дека се скалуши, вамо, намо и така. Владчето тоги испеа едно на сите фестивали. Така. Со една прекрасна песма од Кире Костов. Добро. Да го играш тешкото на Охридски трубадури победиме. Владко взе 2 награди, ми беа најдраги у животот. И мислам така, со емоции не сум се расположил, не збори. Да. У хотел Дончо, у Струга, јас не пиев таги. Викам, сите виски ќе пиете и јас. Најубавото нешто, јас колку ја ми испеано и се, значи, Многу е мило на душата кога синот не си свесен, јас, у какво издање бе тој. Се враќаме таму. Одиме на Гоцен фест на наша песна. Значи, да испеа прекрасно. Таму прегоме у финале. Финалите, знаеш, таму беше по таа линија, само еден човек може да го земе финалите. И брат му испеа прекрасна песма, он е рекоа, мора он да биде крај. Јасно. Ни се поздравиме. Од таму одиме на Валандо. Од Чемков има една песма. Поминаме прекрасно. До 4 саатот не можеа да изберат кој да биде у финалито. Ја се беше у кома и ситуацијата таква е, како е. Ми си отидоме кај че врие, ајде да ми влаче. Од таму заминаме на филиграни влачето испеа со Дамјанот и со она Гавазова, една прекрасна песма од Рисе Вешков. Така да и он учествува сегдени. Тој има творештво во музиката, во забавната и во народната музика, кое може слободно да биде твој наследство, да не речем. Сега е во групата Луда Маја. Да. Како плива овде тој? Како си ти задоволен? Како Да ти кажам, моментално се многу добри. Добро. Се популарни, многу. Така. И да ти кажам и Музички една од добрите групи во смисла на стабилност, имат многу разноврсна музика. Да, на тоа добра. мислев, на тоа мислев. И да ти кажам, он е добар. Он има убав еден трилер, има. Има твојот што ми се свиѓа, да. глас. Има еден дибок трилер што јас многу го ценам кај него. И он знае може да издржи многу. Многу добро. Добро. Како ти гледаш на денешната музика, ова што сега ја свири? Има ли во Кавадаци друг амиго што може да те наследи? И кажи ми, дали се музикални денешните млади? Знаат ли да е цена добрата музика? Да. Без разлика на јазикот, дали е српски, англиски, мексикански или француски? Да. Јас еви сега, кога ги направив седињата, да кажам само брзо, да, како не. Се имаме многу добри пријатели низ Македонија. Што кажа ти, кој не ти е пријател, лели? Нема некој што не ти е пријател. Чире Милков од Калвадарци, Унипалас. Унипалас? Да. Он ме дете мое. Со татко сме многу блиски со Перо.
ги поздравуваме сите, кире ме у куќата Аманет. Он ме упозна со вие луѓе и мојата покојна жена, кога умираше, ми вака ми вика: ово дете да не го оставиш. И да те лаже, и што да ти прави, ти ќе го поштиш. Jer он ти го дади патот. Нели? Да. Позаметни години да извадиш 2 цедиња, треба малку, нели? Некој да те помага. Он ме поврза со ни прекрасни деца. Матрекс од Скопје, представник на Мерцедес. Фатон Груби, едно албанче, представник на Опел. Игор Матадор од Прилеп, представник на Прилеп. Васе Макара од Штип, представник на Баргала Штип. Колку треба ја да имам пријатели? Значи, ја имам цела Македонија. Така е. Со еден збор му викам: они ми купие кола. Ти како вика човек без кола? Не човек, викам ја кола. Не. Ми купие кола луѓето. Сега до денес си ја возам. Ти вика мора да снимиш CD. Што ќе оставиш, вика? А мој кабијам снимки низ мака. Не, CD. Ми поштија пари CD. Браво. Дури заврши CD-то. Влегу популарен. Ја отиду у Белгија, моите песми се слушат. Од Лондон ми се јавуваат моите песми. У Австралија, она групата што е една добра популарна група. Наша странска или? Наша. Биоритам. Добро. Биоритам ми се јавува од Австралија, се бањаме амиго у джакузи со твоите песми. Колку треба ја да бидем награден, нели? Попрекрасно нешто. Полно срце. Ристо Вешката ми се јавува, ми пушта таму, вика тиквишката вечер, почнува со тебе, ева си вика на екранот, те гледаме со едно срце. Вика, мене ме доста. Не, вика, ше едно CD ќе вадиш. Дечките паме спод, ева ше едно CD ја си извадиш. Тоа е ова сега. ново. Колку има песни, нали? Има тамо 6 песми и еден комплет мексикански дел, од возовите што дати, мексикански дел ми е направен. Како може да го најдат тоа нешто, сака да го имат ова CD? Јас имам до сега поделено 400 CD на кавадарци. Така? Без пари. Од мене сите сум ги направил. Тоа го видов и тоа ми е малку чудно, Сите, не чум јас пари. Не во парите. Сакам награда да му оставам како што почне и така да се заврши поштено. Добро, Ристо, овде мораме да завршиме. Нема грешка. Еве со една или две колку песни ти би сакал да завршиш, така ќе ја минусираме оваа емисија, меѓутоа ќе ја ставиме во архива, ќе ни стои и ќе се сетиме некој да те слушаме. Фала ви, Васи, нека ќе се потсетуваме дека ја и Марија сме биле гости на една емисија моја и твоја. Почитувани, ми беше многу голем задоволство што другарував со овој човек, а инаку ќе се гледаме и подолго време. Тој и понатаму живо настапува низ Македонија. Постојано го покануваат да биде во нивно друштво затоа што неговото присуство било каде да е носи позитивна енергија. Енергијата тој ја има во душата, а што ми ја дава искрено, секогаш и ја дава на другите со музиката, со убавите чувства. И сакам сите мои да ги поздравам, сите мои, сите се мои. Ако дај Господ у март или у април, ќе даваме еден концерт солидарен за некоја сврка, некоја помош. Ќе ги соберам најдобрите музичари. Мислам дека нема да ме одбијат. И Нелите Иреков, и Крстевски, и така натаму. Бубович и ме е Джокер број 2, јер со него сме многу блиски. Ќе направам нешто да помогнеме кај што можеме. Почитувани, благодарам, ова беше емисијата кај нас. Ја завршувам со задоволство и малку невообичаено со песна. Ристе, повели. Ја волим едну жену, најлепшу од сви, плаве очи има и лудуjem zbog njih, sva blaga ovom svijetu, dao bi joj sve, samo da je imam i te oči dve. Sutra će ti doći Anđelina, da ti moje srce dam. Sutra će ti doći Anđelina, ljubit ću te svaki dan. Sutra će ti doći Anđelina, da ti moje srce dam. Sutra ću ti doći Anđelina, ljubit ću te svaki dan. Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Devojčica si bila ti, sa cvećem u kosi. Rasli smo ovde mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovde mi, u tihoj dolini našeg sna.
rane i cijela marošpi. Pjehari dok mirišu, ljubiš me, ljubiš ti. Pjehari dok mirišu, ljubiš me, ljubiš ti. A sad je mesec maj, pjehara više nema, ruže su procvjetale, poljubaca više nema. Ruže su procvjetale, poljubaca više